Како е, дечки, во ова видео ќе ви покажам кратенки што секој мора да ги знае. Јас ги користам секојдневно и верувам дека ќе ти бидат од корист и тебе. Ако сакаме да селектираме се, користиме Ctrl+A. Важи и за текст, но и за различни файлови. Сега, ако сакаме да изкопираме нешто, користиме Ctrl+C. Ако сакаме да го паснеме истото, Ctrl+V. Ако сакаме да го преместиме од едно место на друго, со Ctrl+X. Со Ctrl+V повторно го паснуваме. И сега ова ќе го избришам, чисто колку да ви покажам како работи Ctrl+Z. Значи тоа ја враќа последната акција, ја поништува. Ако сакаме одново да се изврши, Ctrl+Y. Тоа повторно ќе ни го избрше зборот. Сега ќе го вратам назад. Ако сакаме да смениме јазик, користиме Alt и Shift. Ако сакаме да го затвориме прозорцот, Alt F4. Ако сакаме да свичаме помеѓу отворени прозорчиња, користиме Alt и Tab. Можеме кој е било да овие да го отвориме. Доколку сакаме да скокаме на почетокот на зборовите, го правиме тоа со Ctrl и стрелка. Може и назад да се враќаме. Доколку сакаме да го зачуваме документот, користиме Ctrl+S. Ако сакаме да го испечатиме, користиме Ctrl+P. Сега нема да го направам тоа. Ако сакаме да селектираме текст, држиме Shift и користиме некоја од стрелките. Може да идеме наваму, нагоре и надолу. Ако сакаме да селектираме цел збор, тогаш држиме Ctrl+Shift и некоја од стрелките. Ако сакаме да отидеме на почеток на ред, користиме Home. Ако сакаме да отидеме на крај од редот, користиме End. Ако сакаме да отидеме на почеток на редот, но исто така да селектираме, тогаш држиме Shift и стискаме Home. Ако сакаме да отидеме до крај на ред и исто така да селектираме, Shift и End. Доколку сакаме да селектираме се до почеток на файлот, тогаш користиме Ctrl, Shift и Home. Доколку сакаме да селектираме се до крај на файлот, Ctrl, Shift, End. Доколку сакаме нешто да избришеме трајно, пример, ќе скриирам нов фолдер. Можем и таа кратенка да ви ја покажам. Ctrl, Shift, N за нов фолдер. Сега, ако сакам да го избришам ова трајно, значи да ја прескокне корпичката, тоа го правиме со Shift и Delete. И гледате, не отиде во корпичка. Добро, со Windows исто може да го отвориме Explorer-от. Само Windows копчето ни го отвара Start менито. Ако стиснеме Windows копчето и почнеме да куцаме нешто, пример ова, ни прави search во компјутерот. Ако сакаме да го видиме десктопот, го правиме тоа со Windows D. Истото ќе ни го врати назад. Сега, ќе ви покажам како да си ставите некоја апликација што често ја користите овде во таскбарот. Нека биде тоа Paint. Десен клик, Pin to Taskbar. Сега со лев клик и влечење може да си ја поместите кај сакате. Ќе ја ставам вамо на второ место. Чисто колку да ви ја покажам оваа кратенка. Windows T. Сега со стрелка можем да шетам по апликациите и да си изберам која ја сакам. Да кажеме Paint дека е. Доколку сакам, можем да искористаме и комбинација Windows со копче со бројка, за да ми отвори апликацијата што е на тоа место во таскбарот. Windows и ќе ни ги отвори подесувањата за компјутерот. Windows L е за заклучување на компјутерот. Windows R ни го отвара тоа. Windows R ни го отвара ран прозорецот.
пример, можеме нешто вакво да направиме. И еве ви за крај едно тотално безкорисно. Добро, може и ова да ви се најде корисно доколку користите апликација која нема емоджис, а сакате да ставите, може и ова да го искористите. Пак кажете ми колку од овие веќе ги знаевте и ако ви се допаѓа видеото ставете лайк, ако не ви се допаѓа ставете дислайк и се гледаме во наредно.